i Sina i Svetijog Duh. Amin. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, Христос воскресе! Наистина воскресе! Христос воскресе! Наистина воскресе! Христос воскресе! Наистина воскресе! Радост ни донесе. Ние донесе радоста, што денеска ја имаше главниот евангелски јунак, слепородениот, чие име го знае Господ. А за нас е многу поважно тоа што се случи со него. А што се случи со него, за да е толку важно за нас. На тоа прашање најдобро ќе одговориме ако се сетиме на зборовите што неговиот роден татко испрашуван од представниците на Старозаветната синагога за тоа кој е тој што го излечил неговиот син и дали на вистина излечениот е неговиот син, одговори со неколку кратки, но многу битни мисли. Побитна од сите е следнава. Не знам дека некој, кој било во историјата на светот и човекот, успеал да прогледа, а при тоа да бил слепороден. И таа констатација е нефобитна. Јасно е дека да посакате да прогледа човек слеп роден уште од утробата на мајка си е невозможно. И тоа никогаш не се случи. И потоа продолжува родителот на исцелениот. Вие ме прашувате кој е, а не знаете кој е. И толку во тоа е и големината на чудото што се случува. Вие не знаете кој е, а тој го излечи мојот син, моето дете, за кое што тврдам дека е мое и за кое што тврдам дека беше слеп. А за се друго, немојте да ме прашувате мене, бидејќи син ми е возрасен и тој ќе ви каже се. И сето тоа од таткото на исцеленото дете го кажа, бидејќи го знаеше лошото, малигното настроение на представниците на еврејската заедница во Ерусалим, кон оние што покажува лојалност кон Христа Господ. Кон сите оние кои што откако станаа сведоци на неговите чудесни зборови и уште повеќе на неговите пречудесни дела, посакаа да тргнат по него. Откако го излечи, Господ се оддалечи и самиот излечен не знаеше точно кој е тој, но го запомни неговото име. Се вика Исус. И ништо повеќе за него не знае. Исцелението се случи во забранет ден за тоа, во саботниот ден, кон кој што старозаветните до ден денеска строго се придржуваат, сметајќи го за 7-ми ден во седмицата и за ден од Бога определен за одмор. Во тој ден Господ го исцели
слепородениот за паки и паки да покаже и да ни докаже дека тој е Господарот на светот, тој е Господарот на времето, тој е Господарот на животот. И тој е кој што правилно управува со силото на смртта, како што се изразува на едно место свети Василий Велики. Откако ние го читавме денешното Свето Евангелие, кој што долго трае, и самите почувствувавте на какви се тортури беше изложен исцелениот и неговите родители. И откако се заврши, исцелениот слепец од раѓање остана сам. И кон него пристапи повторно Христос. И му го постави прашање. Дали верува во Синот Божи? А овој го праша Христа Господа. А кој е тој за да поверува? И тогаш Христос му ја кажа сета вистина за себе си. Тој е тој што стои пред тебе и разговара со тебе. Тој е тој што те излечи од дефектот на твојата природа. Возлюбени браќа и сестри во Христа Господа, на крајот го оставаме тоа што во денешното евангелско четиво беше кажано на самиот почеток. Родителите на слепородениот и самиот слепороден бара помош од сите за кои што смета дека можат да му помогнат. Но не наоѓаше. Никој не можеше да му помогне. Не може да му помогнат ни свештениците од Ерусалимскиот соборен храм. И затоа апостолите кога чуја дека слепородениот приоѓа кон Христа, за да побара од него исцеление, му го поставија следново битно прашање за сите нас. Господ, зошто тој човек се родил слеп? Дали по негова собствена вина или по вина на неговите родители? И гледајте го сега пречудесниот одговор Христа. Ниту по негова вина, ниту по вина на неговите родители и предци, туку за во неговата слабост и немоќ да се покаже силата. Многу заблудени, многу забегани, оттугени од Бога и Црквата Божја, можно е да влегуваат во таа трета категорија на Бог, но не имајќи ја верата во Бога, остануваат со болеста своја. А кога би ја имале и кога би му пристапиле, Христос зарад нас сите, за да не утврди во нашата вера, за да не укрепи по силата на неговата божествена благодат,
по силата на неговите несоздадени божествени енергии и сили, ќе ги подигне тие луѓе во слава своја, во слава Божја, а за наше добро и за наше спасение. Амин. Христос воскресе! Вистина воскресе!